гостувани ова утро мој гостин е господинот Бранко Тасевски, председател на Кинолошкото здружение во Битола. Добре дојдовте и ви благодарам што одвоивте време да сте дел од Деница на Мега. Добро утро и голема благодарност до вас, до вашата телевизија на поканата. Ете на нашите сограѓани, на сите гледачи на вашата телевизија да им кажеме дека се случува една голема манифестација за нас, поготово кинолозите во Битола. Ова е почеток на кинолошката година во нашата држава со нашите два цациби Битола и Прилеп на 26 и 27 фактички се отвора и самата кинолошка година. Така, се отвора кинолошката година, а овој петок ние имаме еден голем настан, а тоа е изложбата која што ќе се случува во Битола. Кажете ми збор-два повеќе, колку имаме учесници, од каде се учесници имаме, кои се пријави, дали има одредени критериуми кои што самите баратели или за учество треба да ги исполнат за да станат дел од изложбата? Само една мала исправка, не петок, значи на 26.3. во сабота. Во сабота се извинувам. Така, имаме многу гости, можам да кажам и да се пофалам дека имаме од скоро цела Европа. Да не направам грешка да изоставам некој, но ќе се обидам. Значи од северна Европа имаме од Шведска, имаме од Германија, имаме од Франција, имаме од Австрија, имаме на исток од Русија, Белорусија, имаме од Германија, спомнав, Бугарија, Србија, Грција. Имаме доволно гости и доволно куќина, мислам еден добар број, некаде околу 170 куќина, 170 излагачи, така да мислам дека изложбата ќе биде, еве и нашите посетители, нашите гледачи, сите кои ќе ја гледат, кои ќе бидат присутни или ќе видат на телевизија, ќе имат нешто да видат, некои раси на куќина и досега кои не ги виделе. Колку е тешко да се организира една ваква изложба кога знаеме нели треба да има релевантни луѓе кои што ќе ја проценат педигрито, убавината на самото куче, неговите предиспозиции, расата и некои други работи кои што нели се запазуваат кога станува збор за изложба на кучиња? Самата организација е навистина тешка, но за нас ние кои сме уиграни, како еден тим уигран, кој со години, се можем да кажем преку 20 и кусур години, 25-26 години го правиме. Така е, Бранко, луѓето ве познаваат како голем љубител и нели одгледувач на разни кучиња. Го правиме оба, значи самата организација не е многу тешка, условите финансиските се оние најтешкиот дел од самата организација, затоа што треба се вгостат, да речеме, толков број на излагачи, на толков број на куќина, ние капацитетите само, хотелските капацитети не ни се во Битола толку големи, затоа што или има доволно места, само не сакат да ги примат луѓето со куќината. Еден проблем ни е тој од организацијата и другата на најголемиот проблем финансиските проблеми кои секој здружение ги има. Јас се надевам и мислам дека е така, затоа што ние сме сите волонтерски здруженија каде пари нема од каде да набавуваме, да немаме работа со која можеме да извадиме пари, едноставно со помош, оноку колку што може да ни поможат и самото пријавување на куќината, ја правиме самата таа манифестација. Изложбата во сабота ќе биде од отворен карактер за секој кој што сака да дојде да види или се наплаќа некаква влезница или нешто? Не, имаме повеќе години веќе каде што терените ни се отворени и немаме ни можност да направиме таква работа. Ali јас не сум присталица на тие работи и да им се зема на ворете. Тоа е за нас како друштво, можеби некоја надокнада финансиска, ама сметам дека за луѓето и за сите оние кои сакат да видат нешто. И покрај што имале видено некои соодветни раси кои ги виделе во нашиот град или из нашата држава, можат имат можност да видат и нешто ново што никогаш не го виделе во својот живот. Ајде малку да им доближиме на гледачите каде ќе се случува и во колку часот почнува изложбата во сабота. Сабота на преубавиот терен пред преубавиот ресторан Император, значи местото идеално, само и времето ако сака Господ да ни дозволите да ни биде времето понака како што ние посакуваме, само да не ни врни. Она другото нека биде облачно, нека има сонце како сака нека биде. Јас се надевам ке имаме преубава изложба. Почетокот е во 9 часот, отворањето во 10 часот, така да ги покануваме сите наши сограѓани и оние луѓе кои се од блиските градови, кои гледат Мега телевизија, ако имат желба да видат нешто ново од расите на куќињата, нека победат во Битола во 9 часот. Значи на преубавиот терен под Тумбе кафе, до самиот градски стадион. Ке споменам уште еден момент околу самите куќиња.
Споменавме многу држави кои што ќе бидат учеснички на оваа изложба, меѓутоа каков е интересот кај битолчани пред се за одгледување на расни кучиња, колку е тешко нели да се одгледува едно куче кое што си бара одредена грижа и нега како еден член од семејството. Дали имаме такви луѓе во градов или едноставно не е важно која е расата на кучето, единствено најдобриот пријател на човекот треба да се има во домот? Така, јас се извинувам, да не останеме должни. Ме прашавте пред малку за оценувањето на кучињата и кој се кучина може да присуствува, да не речат сам нашите гледачи дека не одговорив на нашето прашање. Значи потоа ќе продолжиме со ова. Значи може да учествуваат сите здрави и прави кучиња, расни кои се нормално со документ дека поседува документ за таа раса. А судиите се оние кои го оценуваат надворешниот изглед на кучето, што викаме ние екстериерниот дел, кога се гледа кучето, но и покрај тоа и еден друг дел, карактерот, самиот карактер на кучето. Значи, како се понаша во самиот ринг, дали е социализирано, дали е работено со куче, не е работено, самиот судија тоа го гледа. Значи, тој полагал да стане кинолошки судија за соодветна раса и затоа, кога ќе дојде кучето, тој го гледа онака како што е, да речеме, еден избор на мис. Така, професионално, што би се рекло. Така, значи, оној надворешниот изглед во моментот кога кучето... Имаме ли такви судии кај нас? Имаме, како не, имаме доволен број на суди, преку 30 и кусуро, 30, да не кажам се 34, 35, не знам точно, да не ме фаќат и самите гледачи за збор. Имаме во Македонија, таков е еден од четворицата суди, Миле Алексовски, еден светски познат судија кој насекаде суди ни светот, значи нема место кај што не судел ни светот, и тројцата суди кои не се од Србија, можам да ги кажам на име, Ненад Давидович, Наташа Давидович и Тијана Конрад, исто така реномирани суди кои судат насекаде ни светот. Значи нема тука грешки околу изборот да се жали некој да, некој се надевам дека апсолутно нема да има никакви пропусти, како во Битола обично немало пропусти, и да има некои мари ќе ни извинат самите излагачи и самите одгледувачи на кучињата, затоа што во моменти може некојаш и да се погреши, но се надеваме дека тие грешки ќе бидат мали. Во секој случај. Така, да се навратиме сега за Битола. Битола е град со многу расни кучина. Само немаме некоја си култура кинолошка да ги вадиме ние нашите кучина. Еве сега пример ќе ви кажам дека од Битола има најмногу 13 до 15 кучина на оваа манифестација, што е многу мал број на изложување на кучињата. Не знам зошто. Со години е тоа така. Побргу би ошле во Прилеп, побргу би ошле во друг град во Македонија, отколку тука во нашиот град. Не знам на што се должи самото тоа, самите тие можат да кажат, но јас апелирам да престанат оние работи, не знам, сваќања, дека ова е наше нечини. Се оно што е туѓо е подобро од нашето. Како одгледувач толку годишен на расни кучиња, Бранко, ќе ве поставам едно прашање. Се воведоа голем број на закони во смисла на одржувањето на хигиената, во однос на работењето со самите кучиња, одгледувањето на самите кучиња, кога треба да се вадат, како треба да се вадат, кога нели ќе се извршат оние природни биолошки работи, како треба да се подигне самиот измет, како да се да не се остава едноставно нечистотија после прошетката со самото куче. Колку во Битола луѓето кои што одгледуваат кучиња, независно дали расни или не, имаат таква култура, и колку мина се можеби оние кои што без никаква грижа ќе го врзи кучето или едноставно само ќе го пушти низ дворот, па не е важно дали можеби некогаш и ќе нападнат некој човек, како што имавме последен случај, нели, кога една жена од кучиња скитници беше растргната и почина жената во Скопје, претпоставувам дека беше. Значи, оваа тема е многу широка. Да кажуваме дека во Битола имаме таква култура, слободно ќе ви кажам дека немаме, апсолутно. Може би, условите си барат и нешто друго. Законот за заштита и благосостојба на животните е многу убаво напишан и секој треба да се придржува на тоа, но кога ќе дојде време ние да го тој закон спроведуваме, не знам ни самија да ви кажам. Јас можам да ви кажам, пошто работата ми е таква, се движам низ градот нон-стоп, во Битола можам да кажам дека луѓето на една рака, дали се тројца, четворица или најмногу 5 луѓе,
одгледувачи или љубители на свој миленичина, без разлика дали се расни или не се расни кучињата, го собират изметот од нивните кучиња. За уринирањето и мене ми е нелогички, затоа што не можеме ние на кучето да му кажеме кога да се моча или не, да изврши мала нужда, се да не кажеме, да не бидеме груби, затоа што собственикот вика по законот мора да си го носи кучето на поводник, дури и маска, и за тоа не сум јас присталица, како кинолошки судија, како кинолог и како одгледувач долгогодишен, преку 40 години се можам да кажам. Имаме кучина кои стварно им е тешко со маска да одат. Оние собственици кои мислат дека му се преагресивни кучината, ако сакат да ги шатат меѓу луѓе или да ги носат меѓу други кучиња, тоа што треба да си стават маска. Законот вели дека треба и мора да носат и на поводник да бидат кучината и маска, макар што јас ова второто, да ви кажам право отворено, и на секој би му кажал дека јас чувам големи раси на кучиња, шарпланинци, тоа е нашата единствена македонска раса. Колкава е бројката што во моментов ја посетувате на кучиња? Мала дигресија. Тоа ми е малку, знаете, луѓето се чудат како може и викат, луѓето немаат толку овци колку вие што имате кучиња. Така, слободно можам да кажам дури и фарма на шарпланинци дека... Да, значи преку 20 и кусуро скоро 30 шарпланинци се. Така да, мислам, мене не ми прави тоа никаков проблем, јас ги сакам многу. Луѓето прашуваат и како со една плата од толку пари можеш да стигнеш да ги прехраниш. Јас се она што ќе извадам од кучината, што ќе продадам наваму натаму, тоа е сето тоа влегува во трошокот за нив. Така да професионализам немаме. Она се е од љубов, значи немаме уште ние професионални одгледувачници во Македонија, сега за сега барем, можеби во иднина ќе имаме и професионални одгледувачници, каде луѓето ќе си ја работат својата работа, ќе си вработат во одгледувачницата луѓе кои ќе се грижат за хранењето, за чистотата и се она што е потребно околу хендлирањето или изведувањето на кучињата по изложбите. Каква е состојбата со шинтерската служба? Имаме ли многу скитници кучиња низ Битола? Не. Обично не сакам многу да зборувам кога зборуваме за кинологијата и шинтерството, затоа што таа служба е сосем она другото, за мене не е, затоа што јас сум љубител на кучиња и никој не може да ми каже дека некој повеќе ги сака од мене кучињата. Сега во моментот во Битола е најактуелно некултурата на самите собственици на кучињата, на љубителите на кучиња, затоа што сакат да чуваат кучиња, но надвор од своите порти. Или само да кучето да им биде во дворот онолку време колку што тие сакат, сат и после тоа да му отворат врата, да излезе надвор и да ја затворат портата, па кучето нека шета низ градот. Сега, значи, најголемиот проблем, скитници нема и подолго време нема, но се содруваме, значи, со проблемот со собствениците на домашните милјаници или кучињата кои си ги поседуваат. Имаме мала во Битола, каде секоја скоро, да не речам втора, ама буквално може и секоја кој ќе има кученце, но многу кучиња од нив се спуштени по улиците и така шетат. Како можат луѓето да се информираат за совети кога станува збор за самото одгледување надвор од онаа култура која што сама во свеста треба да се развие кај луѓето, независно дали тоа е преку казни законски или ќе читаат литература, меѓутоа кога станува збор за одгледување на расно куче, може ли да се обратат во здруженијето луѓето за да се информираат како треба да се однесуваат спрема своето куче, што она што треба да го прават околу нив, самата дресура, кога станува збор за кучињата, нели има кучиња кои што подлежат на дресинг. Имаме ли такви соодветни кадри кои што можат да ги советуваат, кои што можат да ги насочат каде треба, што треба и како треба? Имаме доволно кадри, доволно одгледувачи имаме во Битола, имаме луѓе што се занимават и со дресура на кучињата. Значи не е битно расата на кучето, дали е расно или не е расно. Секој куче подлежи на дресура. Кој собственик сака да си го дресира кучето, да му знае повеќе отколку она што самото природно. Природно си го со самата социализација, да кажеме дека ако едно кученце расти во дома чувано, со луѓето кои слуша секојдневни разговори, значи секојдневни наредби, оди потаму, дојди поваму, седни, легни, самото тоа ќе научи многу работи без да се носи на дресер. Дресерот може да научат работи, да речеме, кои се
да застане на едно место, да чека, додека собственикот е во продавница, да го слуша се на некои други наредби, да оди лево, да оди десно, да застане, да седне, да легне и тие работи. Додека овие куќина кои не одат, кои не ги носат на дресер, можат многу работи да научат ако им се посвети нормално внимание. Оти куќињата кои се разговара со нив, се комуницира со нив, многу полесно и побрзо ќе научат многу работи. Додека некоја куќа врзано на синџир оставено, она што сакавте да ме прашате за одговорноста на некои луѓе, одгледувачи или само љубители на куќина кои ги забаталиле куќина да ги фрлиле таму позади куќата или во некоја сенка на синџир и во земја и во измет да лежат да седат, значи тоа е самиот закон сега ќе биде поригорозен. Еве да се навратиме и на тоа дека на таквите луѓе ќе може во иднина да им се одземат куќињата. Како што е секаде во светот, само тоа која ќе биде, која ќе... О том потом што викаат. Ќе дополнам едно прашање кога станува збор за дресирањето на куќињата. Два моменти. Битола има луѓе кои што сакаат да одат на лов и битола има луѓе кои што нели се слепи. Често во светот среќаваме куќиња дресирани конкретно да им помогнуваат на луѓето кои што се слепи. И имаме еден момент кога, например, одредено куче од одредена раса која што е наменето за лов, луѓето го добиле како малечко, сакаат да го изнесат на лов, меѓутоа има потреба од подготовка. Каква е состојбата, кај нас побарал ли некој од вас, од здруженијето да биде дресирано одредено куче за потребите на слеп човек? До сега таква работа не се случило затоа што си имат тие ловни здруженија, каде си се собират, каде си комуницират, си кажуваат искуства, каде од малечки ги земат со постарите куќиња, нормално, младото куќе и самите луѓе, ние. Децата учат од постарите, нормално, постарите не учат од децата. Значи ги изнесуваат своите миленичина кога одат на лов некаде 6-7 месец или кај некој раси и покасно, со постарите куќиња кои веќе научиле да ловат и сето тоа е во смисла еве сега го носиме, го изнесуваме, денес само ќе трча, утре ќе почни да прави како што прават и по старите куќиња и тоа е нормално. Тие си имат други здруженија, не знам колку се здруженија ловечки, дали Битола, дали Демирхис, и насекаде мислам дека ги има и таму си ги организираат тие. Тоа е друг дел, значи во овој дел. А со дресирањето на куќињата за слепи лица. Такво нешто кај нас нема, меѓутоа еве кога ќе се навлезе во самата психологија на куќето, колку куќето може да биде одговорно за ваквите работи? Многу. Верувајте ми дека секое куќе е многу одговорно. Без разлика дали е тоа дресирано, затоа што самите вие спомнавте дека кај нас немаме такви дресери за да можат да се дресират куќињата, да водат слепи луѓе. Се уште не сме виделе во нашата држава, во Македонија, тоа го гледаме дека го има во Америка, во Англија, во Франција, во Германија и во многу други земји, каде тоа е многу понапредно и културата на самите луѓе им дозволува да си го дозволат тоа. Ние, ако имаме таков случај, некој на улица ќе го сопни или ќе му го земи куќето од рака и ќе избега. Значи, нашата култура, ова може да звучи доста строго, ама јас мислам дека во моментот реалноста е таа, зашто ние гледаме секојдневни работи кои ни се случуваат само во нашиот град, да речеме од корнење на столици, од корнење на дрва, кршење на дрвца. Дрвцата не ни се порастени 10 години во градот, секоја година ги садиме, поготово на тој дел сега кај што ќе биде изложбата од Император, наваму негде до стадионот, до главната капија. Нонстоп садиме и никако да пораснат тие дрвца. Значи секојдневни работи кои се многу мизерни, можам да кажам со тој израз, а секојдневни ни се и никако да скрениме внимание на тоа дека стварно не ни е во ред. И со самото изнесување, еве ова сакам и да го напоменувам секаде кај што имам разговор околу куќињата. Изнесувањето на куќињата, културата на самите нас, ние како излагачи, како одгледувачи или како само љубители на куќината, да не ги носиме во оној дел каде го викаме детско парче или делот од средината на паркот нагоре, затоа што сега еве пролет, топло време, еве сега во моментот во паркот има многу дечина кои се играат во тревата таму, се лизгаат, се љулјаат и многу други работи и самите деца ние не можеме во секој момент да ги гледаме кога од тревките ќе скини со рачињата и ќе внеси нешто во устата. А тука има многу измет.
да бидеме искрени, и со самото тоа што јас работам во едно од тие јавни комунални предпријатија во Комуналец и секојдневно гледам дека корпите наместо со треба се полнат со измет. Тоа е страшна работа. Так. Бранко, јас ви благодарам за гостувањето, ви посакувам многу успех околу самата изложба која што ќе се случи в сабота. Ги поканувам сите наши гледачи да дојдат, да видат, а до година здравје Божие, и ако имаат желба и нека се пријават за учество, и таа бројка од 13-тина, нели да ја зголемиме малку повеќе. Ви благодарам уште еднаш на поканата, се надевам еве битолчани ќе видат и сите оние кои гледат во околината блиску до Битола. Не мора да видат градовите и од селата, луѓето кои сакат да видат една ваква манифестација слободно, значи нема влез на плаќање, слободен. Слободно е, прекрасниот император им стои на располагање, Тумбекав е тука, паркот е тука, преубав, најубав на светот, јас што викам имаме парк, па нека повелат и во се поголем број. Така ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма на Мега телевизија.